Јазикот е белег на еден народ и е најсилниот културен и национален идентитет на секој поединец. Вчера навршија 70 години од објавувањето на македонскиот правопис. Првиот македонски правопис е издаден и озаконет на 7 јуни 1945 година од страна на врвните јазичари Блаже Конески и Крум Тошев. Од првобитниот, излезен правопис на македонскиот литературен јазик од 1945 година, тој на неколку пати, претрпувал измени. Едната е 5 години подоцна, во 1950, другата е некаде 69-70 година, а последното издание е во 1998 година и тоа претрпело мали измени, бидејќи има неколку изданија на тој правопис. Глобализацијата наметна големо влијание на англискиот и врз македонскиот јазик, а секако овде голема улога играат и социјалните мрежи. Во секој случај, странските јазици се богатство, но мајчиниот е основата. Ние немаме соодветни зборови за да насловиме некој, да речеме, предмет, посебно од науката и техниката, и така што мора да земеме интернационализми, кои што може би потоа со соодветни изрази ги прилагодуваме за почеста употреба во македонскиот литературен јазик. Македонскиот јазик трпи сериозен развој, но правната регулатива која е неопходна не може многу да придонесе за свеста кај луѓето, дека употребата на македонскиот литературен јазик е потврда на она што се тие самите. Македонскиот јазик треба да се пред се да се негува, да се употребува, да се почитуваат правописните правила и норми, бидејќи тие всушност го означуваат и македонскиот јазик, не само македонскиот јазик, туку и македонскиот народ. Денес македонскиот јазик е признат во светот и представува лична карта на Македонија, преку која се спознава значењето на националната свест и култура. Затоа и понатаму нека представува мотив за творење, цврста основа за градење на нови мостови на соработка и важен белег на македонската нација.